Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Јас сакам да го отпоздравам посебно брат Авшар Јожек, кој што деновиве ни имаше испратено една порака во врска со бројот на зверот, така беше. И сакам да го известам дека за таа тема јас држав проповеди пред 2 години, последен пат. Снимени проповеди кои што може да ги најде во нашата архива, некаде крај на зимата, февруари, март и почеток на пролетта, не се сеќавам точно, 24-та година. Имав посебни проповеди за бројот на зверот и за првиот звер тогаш посебно. А минатата сабота, продолжувајќи и денес, ќе се занимаваме повторно со вториот звер и со ликот на зверот. Така што овој пат ќе се вика лик на зверот. Денешната проповед ќе се вика ликот на зверот. Но пред да преминеме таму, прво да соопштам сите одборници што сте тука, замолени сте после ова богослужение на краток состанок во канцеларијата. Деновиве не баш деновиве, минатиот месец, малку постара информација, во Италија се одржа заедничка миса на која што бил присутен и папата Лав 14 со тамошниот представник на кривославната грчка патриаршија. И интересно е што на таа миса самиот папа отворено кажувал, без криење, без маскирање, без никаква желба да лаже, значи ретки моменти на искреност. Ние сме едно, вели, ние сме едно, ние сме една вера, ние сме една црква. Со тоа, од устата на папата се потврди она што ја го зборував, дека православие повеќе не постои, дека сите источни цркви се во унија со Рим, што не го кажав јас, го кажуваат многу други од православниот свет, поранешниот, и дека сите се сега унијати. Сите го признаваат првиот звер за своја глава. Сите тие. Тоа го прави и отпаднатиот протестантизам. Тоа го прави знак прашање. Дали тоа го прави атеистичкиот Израел? Знак прашање. Деновиве, јас очекував напната ситуација, дали ќе го нападнат Иран, до синоќа повторно ништо, и дори утрово Даниел ме извести дека, замислите, во саботен ден решија да го нападнат. Денес утрово е нападнат Техеран со заеднички удари на Израел и Соединетите Американски држави. И сега се поставува прашањето што ќе биде понатаму. Дали Иран ќе се одржи? Реков, ако се одржи, можно е Господ да го спречи или да го одложи неделниот закон, што се готви на западниот континент. Но ако овој ирански режим падне, тогаш се е можно. Пандорината кутија може да се отвори и пред сите нас ќе се постави прашањето дали сме спремни да влеземе во завршната фаза на
последните настани, дали сме спремни да влеземе во завршната фаза на апокалипсата, дали сме спремни за крајот на овој свет и Христовото второ доаѓање, но пред тоа големите неволји со жигот на зверот, ликот на зверот и сето она што тоа ќе значи за верниот Божи остаток. Дали сме спремни да даде Господ и колку што до нас стои, тоа да се одложи. Да не чекаме пасивно. Ако не можеме ништо повеќе, барем со нашите молитви. Но, секогаш да имаме на ум, дали сме спремни, ако Господ дозволи, а може да дозволи, се разбира може да дозволи, овој свет е толку расипан, и црквата е толку забегана во отпад, целото христијанство, што крајот е веќе близу. Господ многу лесно може да дозволи овие малку години што се пред нас, од ова апокалиптична деценија, на вистина да бидат и последните, ако тој дозволи. Ако не реши да го продолжи времето и за понатаму. Инаку брат Данило се потруди да одговори на моето прашање од минатата сабота. Јас ве повикав да ја читате книгата Настаните од последното време. Ова е единствениот примерок од старото издание од 2001 година. Данило си го најде во новото издание од минатата деценија. И ја би сакал да го прочитам одговорот што тој го најде. Тоа се наоѓа во главата, на книгата Настаните на последното време, главата што носи наслов Крајот на времето на милоста. Во старото издание на 239 страница од книгата. Новото издание, ако сакаш Данило да помогнеш, кога страница е новото издание? 114 страница од новото издание, редуцираното издание на Настаните на последното време, каде што Елена Вајт одговора на прашањето што е икона на зверот. Вака сега, пред да го прочитам тоа, минатата сабота се занимававме само со Библијата и не прочитав, не ни успев, ништо од Елена Вајт на ова прашање. Пред да преминеме сега на нејзините списи, само да подсетиме и за оние што не беа минатата сабота или не ја следеа на интернет таа беседа, да ги воведеме во тек за што зборувавме. Заклучивме само од библиско проучување, без никакво друго помагало, дека Соединетите Американски држави се вториот звер од Откровение 13 глава. Прашањето што го поставивме е што представува ликот на зверот. Да прочитам само некои стихови, да ги повторам уште еднаш, од 11-тиот па до, може и до крајот. Иако последните два стиха, последните 2,5 стиха, не ни се во фокусот на вниманието. Значи, прво главата зборуваше за зверот од Стариот свет, а потоа 11 стих вели: и видов друг звер како излегува од земјата, тој символ го идентификувавме со новиот свет. Тој имаше два рога како кај јагне
изборуваше како змеот. Ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство и ја присилува целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила. И правеше големи чуда, па дури и оган се минуваше од небото на земјата пред луѓето. И ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејки им на земните жители, велејки им. Значи, да се подсетиме уште еднаш и да се фокусираме на овој момент. Вториот звер им вели на жителите на земјата да направат што? Икона на зверот или лик на зверот, само не биста на зверот. Рековме зашто. Тоа е сосем погрешен превод. Кој имаше рана од меч и остана жив. Што значише тоа? Дека самиот втор звер им вели на жителите на земјата од каде што тој произлегол, значи владата на Соединетите Американски држави им вели на своите граѓани тие да направат лик на зверот. Што значише тоа? Не, се уште не. Што кажува текстот? Зверот им вели на жителите тие да направат лик. Што значише тоа? Што значише тоа? Што им вели на жителите тие да го направат. Со еден збор, како го викавме тоа? Демократија. И тоа представува еден од најсилните, ако не и најсилниот идентификатор за тоа кој е вториот звер. Затоа што, како што реков мејатата сабота, за разлика од нас денес, во средината на 19. век, кога пионерот на адвентното движење Џон Невинс Ендрюс, кој патем речено е познат по тоа што целиот Нов Завет го знаел на памет, тогаш кога тој прв рекол дека вториот звер се Соединетите Американски држави, тогаш неговата земја, Соединетите Американски држави, не беа светска сила. Воопшто не беа светска сила. Далеку беа, да, каубојци и индијанци, реков, воде војна, беа дораснат противник на староседелците, на индијанските племиња. Воопшто не беа светска сила. Иеко се развива за да станат светска сила, која и станува дури со крајот на Втората светска војна, кога Англија сосема ослабнува од трошоците на војната и не може повеќе да ги одржува ниту своите колонии, а камоли да се наметне како водечка, мислам на Британската империја, целата, како водечка западна сила во светот. И да ги дочитам само стиховите. 15 стих, тука е сега оживувањето на ликот. И му се даде, кому? На вториот звер, не на жителите, бидејќи имаме еднина. Му, не вели им се даде. Му се даде да вложи дух во ликот на зверот. Та да прозборува тој. Кој да прозборува? Овој пат читам од другиот превод. Да прозборува ликот на зверот. Така? И да направи да биат убиени оние кои нема да се поклонат пред ликот на зверот. И потоа оние ќе им направи на сите, мали и големи, богати и сиромаси, слободни робови, да им стави белек на десната рака или на челата нивни, та никој да не може да купува, ниту да продава, освен оние што го има тој белек или жик, велиме, или името на зверот, или бројот на името
негово и потоа бројот се кажува кој е и дека е потребна мудрост за да се пресмета бројот, за разлика од новата теологија која што сака да го одвлече вниманието од тоа што значи бројот и дава некои алтернативни нови толкувања, кои што немаат врска со математичката операција да се пресмета. Бројот на ѕверот е нешто што треба да се пресмета. И бројот на ձверот е број на името негово. Што значи бројот на ձверот е нешто што треба да се пресмета од името на ձверот. Од тука нема бегање. Не постојат други толкувања за 666. Треба да го бараш во името и да го пресметаш, да ја пресметаш бројната вредност на името. Но сега нема да го зборувам тоа, го зборував, реков, последен пат пред 2 години, може би и во иднина, ќе видиме. Сега, што мислите, пред да ги прочитаме цитатите на Вајд, прво, со наш мозок. Што значи ова лик на ձверот? Лик на ձверот значи лик на кој ձвер? Значи првиот. Благодарам. Лик или икона, или слика, или образ. И после тој лик, слика или образ оживува. Прашав, да повторам, дали ликот на ձверот е, како што велеа некои толкувања од минатиот век, телевизијата. Дали телевизијата е ликот на ձверот? Бидејќи множина беа понесени од фактот што телевизијата представува жива слика. Нешто што порано пред нејзе го немало. Кинематографијата воопшто. Жива слика. А денес се вели отворено, мнозина велат дека ликот на ձверот е вештачката интелигенција. Дека вештачката интелигенција ќе завладее со човештвото. Дека вештачката интелигенција ќе управува со човештвото. Тука само една работа би ми се свигела во еден таков систем, кај што вештачката интелигенција управува со човештвото. Да речеме, што ќе нема, да речеме сите авионски летови, сите автобуси, сите возови, сето тоа ќе функционира безпрекорно. Без никакви несреки, без никакви проблеми. Но не мислев на тоа. Најмногу ми се допега што ако вештачката интелигенција управува со човештвото, тогаш ќе нема апаши министри, партиски арамии и на било која положба, и ако се најде некој таков што ќе краде, терминаторите веднаш да го ликвидираат по кратка постапка. Како што сега, кога ќе ве фатат камерите дека ја пречекорувате брзината на возење низ Скопје, автоматски ќе добиете казна, нема да видите полицаец, нема да видите судија, едноставно ќе добиете извештај дека вашата сметка е олеснета за толку и толку денари. Сакате така? Не. Никој не сака диктатура. Ама свет безпрекорно ќе функционира. А сакате? Не. Зашто? Затоа што слободата е најскапоцена. Ако историјата кажува и поучува нешто, во сите нејзини примери, од сите епохи и времења, е дека слободата и борбата за слобода е нешто најскапоцено. Не сакаме диктатура, па макар се во неја функционирало безпрекорно. Не сакаме. Но таа диктатура му предстои на расипаниот свет, затоа што нема друг избор.
Кога сакаш да бидеш роб на гревот, кога сакаш да грешиш, стануваш роб на гревот. Кога сакаш да бидеш роб на гревот, ќе бидеш роб на антихристот. Од тоа нема бегање. Постои само еден излез од таа ситуација. Тоа е во твоето срце да живее Божиот син, кој што, ако тој ве ослободи од гревот, навистина ќе бидете слободни. И тогаш ќе бидете слободни од се. И тогаш ќе може да се спротивставите на се. Зашто кога Господ е со вас, никој не може да биде против вас. Дури и целиот обединет свет. Сите 10 рога заедно, кои што ќе го поддржат ѕверот. Не може да биде вештачката интелигенција иконата на ѕверот, затоа што вештачката интелигенција не е дело на цела една нација. Конкретно, граѓаните на Соединетите Американски држави. Ниту телевизијата или нешто слично. Па што ќе направи цела една нација? Што ќе направат жителите на земјата? Што ќе направат Соединетите Американски држави како нација? Значи, преку Конгресот, преку незината демократска институција, преку парламентот, што ќе направат, а тоа да биде икона на ѕверот, и таа икона подоцна ќе и биде вложен дух и ќе оживее. Што убаво. Кај го слушна тоа, Рајна? Го прочитаме? На YouTube го слушна, така? Не? Келавиот не го кажа, така? Ја најде Урија Смит. Добро. Да, ја најде, значи. Слава Богу. Убаво. Ти навистина копаш по Библијата како по скапоцен бисер. Трагајќи го скапоцениот бисер. А што е првиот амандман на Уставот на Соединетите Американски држави? Знаете? Професоре, се сеќавате? Колку време живеевте во таа земја? Јас само 3 години, вие? 4 пати повеќе. Што е првиот амандман на Уставот на Соединетите Американски држави? Има нека што знае. Каже, како? Значи, првиот амандман е тоа што го забранува соединувањето на црквата со државата, а кога ќе се укине првиот амандман, тоа што Трамп сака да го направи, не он дека он сака, он исполнува наредби како секоја марионета. Тоа што е најавено, дали да ја направи Америка христијанска нација, или сега на 17. мај, зашто зборувавме минативе седмици, национален ден на одмор прогласена неделата 17. мај, значи една недела пред неделата Свети Кирил и Методи кај нас, една недела пред 24. Што ли ќе биде тогаш? Дали ќе помине само како национален ден на молитва, или ќе уследат практични чекори со кои што ќе го отстранат амандманот што гарантира одвојување на секоја религија од државата. Бидејќи ѕверот сака да ја направи Америка религиозна држава, а не секуларна, како досега. Сега да ги прочитаме одговорите што ги најде брат Данило во Настани на последното време. Цитатот е од големата борба, јас ја донесов големата борба, од неја сакав директно да цитирам, но еве прво ќе ги прочитам. Ќе го прочитам текстот, само 2 пасуса од Настани на последното време. Во еден пасус
Елена Вајд кажува вака, пред, ова не е од големата борба, од втората книга сведоштва, избрани сведоштва, 1890 година. Господ јасно ми покажа, Елена Вајд вели, Господ јасно ми покажа, 1890 година, 100 години пред Емче да се роди. 1890 година. Господ јасно ми покажа дека, што значи ова јасно ми покажа? Јасно. Јасно. Што е тоа јасно? Може ли тука да има сомнеш, кога е нешто јасно? Може ли да има забуна, кога е нешто јасно? Господ јасно ми покажа дека иконата на ѕверот ќе биде направена пред истекот на времето на милоста. Слава Богу, се уште живееме во времето на милоста. Иконата на ձверот ќе биде направена пред истекот на времето на милоста, затоа што тоа треба да биде големата проба, значи иконата на ձверот ќе биде големата проба, на која ќе биде изложен Божиот народ, проба од која зависи неговата вечна судбина. Тоа е тоа последното големо искушение, што Исус вели дека од тоа ќе ја поштеди предпоследната Филаделфиската црква. Че бидејќи го одржа словото на моето сведоштво, и ја ќе те поштедам од часот на искушението што ќе дојде по целата вселена, по целиот свет. Значи, Филаделфската црква е поштедена од последната голема проба, но која црква тогаш ќе биде изложена на таа проба? Последната Лаодикејската црква. И се разбира, не постојат 8 цркви, 9 цркви, така натаму според некои глупави толкувања, што ги слушавме од некои си изминативе децении. И сега цитатот од големата борба. Елена Вајд самата поставува прашање. Што е икона на ձверот? И како треба да биде направена, прашалник? Иконата, продолжува и вели, иконата ќе ја направи ձверот со двата рога, но според ликот на првиот ձвер. Некои ја нарекуваат и слика на ձверот. Продолжува Елена Вајд и вели, за да разбереме каква е таа икона и како ќе биде направена, треба да проучиме што? Треба да ги проучиме карактеристиките на самиот ձвер. Првиот ձвер, папството. Сега, ќе пресокнем еден пасус и ќе преминем на третиот, а потоа ќе се вратам на нив во големата борба. Елена Вајд вели, бидејќи овој, само затоа го читам однапред, бидејќи Данило го најде. Иконата на ձверот, внимавајте што кажува тука Елена Вајд. Иконата на ձверот. Значи, прво, дали иконата на ձверот е самиот ձвер? Не може како. Мојата фотографија е исто што и јас? Не. Ама не, исто е фотографијата и ти исто сте? Како исто? Ти си живо суштество, фотографијата е... Ама те представува, ама не е исто. Чекај сега, чекај малце. Да, тоа ќе се случи. Прво ќе биде изработена иконата пред да ја биде даден дух. Како што Адам беше создаден како тело, пред да има дух. Така? Што читаме во Битие 2.7? Адам прво беше тело и немаше дух. И што правеше тоа тело?
Ништо, лежеше на земја. Каде што Господ го изваја. Така да се радам. Доста повеќе нема збор. Одиме понатаму, ќе продолжиме приватно. Мислата ми е, значи, иконата значи само слика на нешто. Така? На зверот, конкретно. И сега, читаме. Иконата на зверот, последниот пасус, одделен наведет на ова, од страницата што ја наведов, представува форма на отпаднат протестантизам. Го разберете ова? Иконата на зверот представува форма на отпаднат протестантизам, која ќе настане, значи таа форма на отпаднат протестантизам, ќе настане тогаш кога протестантските цркви ќе побараат помош од граѓанските власти за да ги наметнат своите догми. Затворен цитат. Што рековме? Уште од пред 2 години со проповедите на Андреј Орошану, неделниот закон доаѓа. Херитич фондацијата годинава, на почетокот на оваа година, предложи на американската влада да се прогласи неделата за универзален ден на одмор. Американската влада, глумејки дека дури сега прв пат го разгледува тој предлог, иако за тоа беа договорени со фондацијата, Трамп и фондацијата уште пред да се врати овој на власт, ви изјави дека го прифаќа предлогот и сега само останува кога тоа ќе биде реализирано, а истовремено и Америка и Израел го нападнале Иран денес. Да го довршам цитатот, го довршив, само да довршам мојата мисла. Дали го разбравте ова? Иконата на зверот представува форма на отпаднат протестантизам, која ќе настане тогаш кога протестантските цркви, значи, не папството како папство директно, иако во Америка има многу католици и дури сегашниот папа е американец, од таму. Но протестантските цркви ќе побараат помош на граѓанските власти, од граѓанските власти за да ги наметнат своите догми. Со други зборови, кога протестантска Америка ќе престане да биде протестантска. Бидејќи што значи протестантска? Така, за разлика од првите протестанти кои што се крена против зверот, сега ќе му се поклонат на зверот, и тоа е веќе одамна исполнето во наше време. Значи, вториот звер ги тера жителите на земјата да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила. Уште во 12 стих. Дали е тоа исполнето? Знаете дека отприлика цел век после почетокот на адвентизмот во Америка, значи во времето на председателскиот мандат на убиениот председател Џон Кенеди, кога Џон Кенеди ја водел својата предизборна кампања да биде избран за председател, тој морал да патува помеѓу другите земји, држави, специјално отиде во Тексас, бидејќи Џон Кенеди е првиот римокатолик председател на Соединетите американски држави. Пред него немало католици на таа положба.
Значи, во 1960 година, замислите, прв пат римокатолик станува председател на Соединетите Американски држави. Но тој морал да оди во Тексас уште за време на својата предизборна кампања, за да ги убедува тамошните протестанти, бидејќи Тексас е најпротестантска држава во Америка. Дали таа беше спремна да се отцепи и ден денес во времето на Обама, да се отцепи и да поведе војна против него и против Бајден, дементниот. Кенеди морал да ги убедува протестантите во Тексас да им се заколнува, да ги уверува дека ако биде избран за председател, тој нема да го слуша папата. Значи, немате да се плашите што сум ја римокатолик, немате да се плашите американски народе, протестантски, немате да се плашите 1960 година, средина на втора половина на 20 век. Немате да се плашите дека ако јас, римокатолик, станам председател, дека Америка ќе му се подчини на папата. Тоа нема да се случи. Немојте да се плашите. Тоа нема да се случи. Што ви кажува тоа, какво било расположението на американските граѓани на помислата дека прв пат римокатолик ќе стане председател. Значи, се уште 1960 година американското општество се уште било во голема мера антикатоличко расположено. Замислете. Кенеди си го одржа ветувањето. Тој не го слушаше папата и затоа не го доврши својот мандат. Беше ликвидиран. И секој што се обиде да не ги слуша или да се побуни против гјаволите, беше ликвидиран. Меѓу нив и нашиот председател, нашиот протестант Борис Трајковски. Разни Мадуро, Гадафи, Садам и кој све не. Но во кое време живееме денес? Дали Америка е денес поклонета на зверот? Во наше време се исполни овие пророштва. Прв пат Јован Павле II, папа што повеќето од нас го паметиме, значи наш современик, прв пат ги посети Соединетите Американски држави. Во времето на Реган, 80-тите години, Ватикан и Соединетите Американски држави, значи двата звера, склопија сојуз за борба против комунизмот. И комунизмот падна како кула од карти многу брго при крајот на таа деценија и почетокот на 90-тите. Видовте каков пречек му приредија на папата Хорхе минатата деценија за време на мандатот на Барак Обама. Видите, што мислите кога му се обраќаат на папата, како го ословуваат? Знаете кога му се обракаш на папата, како го ословуваш? Кој ќе погоди точно? Пример, ако например, премиерот го сретне дедо Стефан, како му се обраќа? Ваше блаженство, официјалната титула која е? Ваше блаженство, така е. На папата, како му треба да му се обратиш протоколарно според титулата, според протоколот што така е зацртано во католицизмот? Како треба да му се обратиш на папата? Така, точно. Треба да му се обратиш со свети оче. Не само со оче. Треба да кажеш свети оче. Макар тој благословил содомија, содомски врски, макар тој го погазил христијанството, макар тој Хорхе се поклонуваше и на латиноамериканската божица Пачамбамба, како ли се викаше, една паганска божица и постави нејзина статуа среде Ватикан. Не е битно, екуменизмот све дозволува. Може утре папата да рече, од сега не постои друг бог освен мене, сите сме атеисти, значи. Ке му се поклонат и комунистите. Не е битно каква религија исповеда.
Важно он да биде прв, важно он да биде... Сега, поентата ми е, ако ти, бидејќи некој ќе рече, тоа што папата ја посетила Америка, тоа не значи дека му се поклониле. Тоа е како еден државник отишол во друга држава. Така? Така, нели? Меѓутоа, дури да се случи, пример, председателот Путин да ја посети Америка, дури да му дадат збор во Конгресот да одржи говор, никој таму во Америка, ниту американскиот председател, ниту спикерот на Конгресот, ниту министрите, секретарите, никој нема да го ословува Путина со свети очи. Така? Што значи ако папата го признаеш дека е свет отец? Дека признаваш се друго што тој тврди за себе? Дека е непогрешлив? Дека е Христов заменик на земјата? Дека е Бог на земјата? Значи, ако признаеш нешто од она што тој тврди за себе, тогаш признаваш се што тој тврди за себе. Значи, му се поклонуваш. И Америка тоа го направи во наше време, е исполнато пророштото од 12 стих. И тоа повеќе пати. Дали е направена иконата се уште? Еве сме 2026. Дали е направена иконата? Уште не. Прочитавме во првиот пасос од Елена Вајд дека иконата ќе биде направена пред истекот на времето на милоста и дека таа ќе биде последната голема проба за Божиот народ. Денес, дали иконата е направена? Ке завршам само со цитатот од големата борба, малку подолг цитат, но тој ќе биде последен, без јас ништо повеќе да коментирам. Имаме, ке даде Господ други саботи, дојде и следната сабота. Почнувам сега од големата борба, 454 страница во нашиот превод. Зборувајќи за вториот ѕвер, Елена Вајд тука вели, големата борба. Имаше два рога како кај јагне. Овој символ не го објаснив минатата сабота, ниту сега до сега, па препуштаме Елена Вајд сама да го објасни. Имаше два рога како кај јагне, вториот ѕвер. Што значи тоа? Роговите како кај јагне ги представуваат младоста, невиноста и благоста, што точно одговара на карактерот на Соединетите држави во времето кога пророкот ги видел како се подигаат. Кога? Во 1798 година. Значи на крајот од 18 век. Меѓу христијанските изгнаници кои први пребегале во Америка и побарале за солниште пред угнетувањето на кралевите, значи на европските монархи, и пред нетрпеливоста на свештениците, имало многу такви кои решиле да основаат држава на широкиот темел на граѓанска и верска слобода. Првиот амандман. Нивните идеали биле внесени во Декларацијата за независност, која што ја нагласува големата вистина дека сите луѓе се родени еднакви и надарени со неотугиво право на живот, слобода и стекнување на среќа. Уставот му гарантира на народот право на самоуправување, што значи дека од народот избрани представници создаваат закони и се грижат за нивна правилна примена. Демократијата. Загарантирана е и верска слобода и секому му е било дозволено на Бога да му служи според својата совест. Тоа првпат во Америка се случи. Републиканскиот облик на владење и протестантизмот биле основни начала на нацијата. Или поинаку кажано, држава без
крал и црква без папа. Точно. Овие начала се тајна за нивната мок и напредок. Значи, Елена Вајд кажува, причината зашто Соединетите држави се издигнале во ранг на светска сила, зашто така брзо напредувале, лежи врз овие начела, представени со двата рога. Значи, републиканскиот облик на владење и протестантизмот. Угнетувани и газени во целото христијанство се упатиле во оваа земја со големи очекувања и полни со надеж. Милиони се истовариле на незините брегови и Соединетите држави се издигнале во редот на најсилните држави на светот. Но, ѕверот со рогови како кај јагне зборуваше како змевот и тој ја вршеше власта на првиот звер пред него и направи земјата и незините жители да му се поклонат на првиот звер, чија смртоносна рана беше залечена, велејќи им на жителите на земјата да направат лик на зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. Ова го објаснивме. Продолжувам. Роговите како кај јагне, а гласот како на змев, во овој символ укажуваат на забележливата противречност помеѓу начелата и постапувањето на вака представената нација. Ова го споменав минатата сабота. Значи, како Америка врши агресија, и овие работи се исполнети во наше време. Овие работи не постоеле во времето на Елена Вајд кога се напишани. Не постоеле во времето на Кенеди, значи многу децении после нејзината смрт. Овие работи се во наше време направени реалност. Само што живееме што туку пред изработката на ликот. А штом се изработи ликот, ке се нам и ке прозбори, се наметнува и жигот во целиот свет. Дали збереме во кој време живееме? Реков нема ја да зборувам, но го прекршив. Продолжувам понатаму. Видите што вели Елена Вајд. Значи, тоа што личи на јагне, а зборува како змев, укажува на противречноста помеѓу начелата, прокламираните начела на американската демократија и однесувањето во пракса на оваа држава. Го разбравте тоа? Елена Вајд го кажува тоа. И сега вели, говорот на една нација. Што значи кога една нација ќе прозбори? Говорот на една нација се одлуките на незините законодавни и судски власти. Велејќи им на жителите на земјата да направат лик. Говорот на една нација се одлуките на незините законодавни и судски власти. Со овие одлуки ќе ги негира слободоумните и миролюбиви начала што ги поставила како основа на својата државна политика. Сега во времето на Трамп гледаме дека не се признава веќе отворено никакво право, никакво меѓународно право не постои, тоа одамна не постои, но сега Трамп отворено кажува дека не постои, и со зборови, значи, ќе го земам Гренланд затоа што јас така сакам и точка. Какво право? Не ме интересира. Јас сакам и точка. Така ќе биде. Во кое време дојдовме? Ќе го удриме Иран, бидејќи Израел така сака, и точка, така и ќе биде. Со овие одлуки ќе ги негира слободомните и миролюбиви начала што ги поставила како основа на својата државна политика. Пророштвото дека ќе зборува како змев и ја извршува сета власт на првиот звер, јасно го предскажува развојот на духот на нетрпеливост и прогонство,
што го покажале и народите представени со змевот и со зверот сличен на леопард. А изјавата дека зверот со двата рога, како ке јагне, ке направи целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, покажува дека оваа нација својата власт во времето на Елен Вајд била ќе ја злоупотреби да наметне држање на нешто со што ќе му се укажува чест на папството. И сега доаѓаме до првиот амандман. Основачите во Декларацијата за независност се споменува и потоа основачите на државата вложиле голем труд на Соединетите американски држави се мисли, да ја спречат црквата да употреби световна власт со нејзините неизбежни последици, нетрпеливост и проконство. Уставот пропишува, ова е првиот амандман, Конгресот не смее да озакони почитување на некоја религија, ниту пак да го забрани нејзиното слободно исповедање. Значи, државата не смее да се меша во религијата на нејзините граѓани. Ниту да фаворизира некоја религија, да ја озакони, ниту да прогонува некоја религија или да го спречи нејзиното слободно исповедање. Тоа е првиот амандман. А исто така дека вероисповедта на некоја личност не смее никогаш да биде услов за добивање на која и да е доверлива јавна служба во Соединетите држави. Сега скокам некои работи и доаѓаме до крајот, велејќи им на жителите на земјата да направат лик на зверот. Овде јасно се изнесува дека во државното уредување на таа земја, законодавната власт е во рацете на народот. Ова е силен доказ дека Соединетите држави се нацијата означени во ова пророштво. И во нејзино време, кога била пишувана оваа книга, Америка се уште не била светска сила. Најмногу на ова се држеле, зошто Америка е вториот звер, на демократијата. Но, што значат зборовите лик на зверот и како тој треба да биде направен? Ево го нашиот цитат во големата борба. Ликот на првиот звер ќе му го направи зверот со двата рога. Затоа тој се нарекува лик на зверот. Но за да дознаеме што е тој лик и како треба да биде направен, мораме да ги проучиме обележијата на самиот звер на папството. И тука мора да завршам за денес. Ако не сакате да чекате до следната сабота, завртете си дома големата борба, 456-та страница од нашиот превод, и продолжите да читате каде што застанав понатаму. За да знаеме што е тој лик и како треба да биде направен, мораме да ги проучиме обележијата на самиот звер на папството. Бидејќи сликата значи да биде нешто исто како што е оригиналот. Додека не оживее, така? Значи, дојде на оно што го кажав преска. Дека тоа не е исто. Да. Благодарам.